Добро вечер. Добро дојдовте уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво, која се емитува секој вторник во 19 часот. Генетски тестови ДНК, персонализирана медицина. На оваа тема вечерва разговарам со вашиот и наш гостин, професор доктор Мирко Спировски од специјалната болница Филип II. Професоре, добро вечер и добро дојдовте во емисијата Живе и здраво. ДНК, генетски тестови, персонализирана медицина. Ајде на самиот почеток да објасните што представува ДНК и која е низината функција. Наједноставно кажано, ДНК е молекула која што во организмите што се живи, значи од вирусите па до човекот, е носител на сите информации за растот, развојот и функцијата на организмите. Вака како општа дефиниција. По-прецизно кажано, еве за човекот да земеме. Значи, ДНК е биохемиска молекула во која што се сместени сите информации за нашето размножување, раст, развој и функционирање. Тоа значи за се. Нормално, бидејќи е тоа толку значајна молекула, во текот на развојот на човекот од поранешните, од пониските видови на суштества, таа е еволутивно развиена и денеска и човекот представува молекула која што може, ако ја споиме една до друга, да биде во должина од тука до месечината. Значи, вака кажано, подолжина или пренесено на друг начин. Информациите во оваа молекула, значи тоа е молекула, биохемиска структура има, представува низа од нуклеотидни парови, кои што се така наречени комплементарни или соодветни на една од тие нуклеотиди тимин одговара аденин и на еден гванин одговара цитозин. Значи, наизменичноста на овие парови е заправо информацијата во ДНК. Измерено е дека во човековиот геном, значи во сите ДНК, во целокупната, има негде околу 3,3 милиони вакви нуклеотидни поединечни записи. Се разбира дека тие поединечни нуклеотидни записи сами за себе не представуваат информација, туку група од тие записи кои што регулираат некаква функција, ги именуваме со зборот ген. И кога зборуваме за ген или за генетика или за генско наследување, ние зборуваме заправо за една група од тие записи во ДНК кои што регулираат определена функција. И тоа е релативно едноставно да се свати, меѓутоа, бидејќи тоа огромна молекула, таа молекула не се наоѓа така едноставно во организмот, туку е сместена во така наречена пакувана форма, значи е смалена нејзината должина и во таа пакувана форма е сместена во така наречените хромозоми. Во човекот има 23 парови на хромозоми, значи во сите нив се наоѓа генетски материјал распореден за некои функции во едниот хромозом, за други функции во другиот и така натаму. Она што друго би требало да кажем уште на почетокот, дека генетската информација, освен во овие хромозоми или во ДНК, како викаме, се наоѓа и во така наречената митохондријална ДНК, а тоа е ДНК која што се наоѓа во јајце клетката од мајката. Значи, сите наши мајки, освен овие 23 пара хромозоми или генетски материјал, записи, носат плюс еден, а тоа е митохондријална, која што е поврзана и се наследува исклучително преку мајките. Значи, мораме малку да генерално разбереме дека
Постои огромен генетски материјал од околу 3,3 милиони, кој што е пакуван, кој што е распореден во 23 пара хромозоми и плюс уште една митохондријална ДНК која што ја има во нашиот организам, вака најгенерално кажано за пошироката публика или нашите гледачи. Така. Што представуваат генетските тестови? Па пред тоа ја би сакал нешто да кажам друго. Тој генетски материјал, за да сватиме што се генетски тестови, тој генетски материјал се наоѓа во ДНК. Меѓутоа, за да може да ја оствари својата функција, значи делот од него, што е ген за нешто, тој треба да биде препишан или запишан, презапишан на една друга молекула која што се вика рибонуклеинска киселина. И од таа рибонуклеинска киселина треба да патува во еден дел од клетката што се викаат рибозоми и во тој рибозом врз основа на записот од РНК кој што е препишан од оригиналниот запис на ДНК, се создава нешто што регулира функција. Значи, ние велиме законот за генетското функционирање е во три стапки. Едната е да информацијата од генот биде препишана врз РНК, втората од РНК да биде пренесена во рибозомите и третата е да биде создаден некој продукт, обично тоа е протеин или нешто слично, кој што ја остварува функцијата. И баш поради тоа, целокупната ДНК од човековиот организам не носи запис за гените. Оние што носат запис во медицината ги викаме екзони и наизменично помеѓу екзоните има така наречени интрони кои што не носат запис. Значи, нашата ДНК е наизменично структурирана. Парче носи информација, екзон, парче не носи информација, интрон и така натаму до крајот на ДНК во соодветниот хромозом. Кога зборуваме сега за тестови, ние практично зборуваме како е можно некој од овие гени да биде утврдено дали е нормален или е променет. Кога зборуваме што е тоа генетско испитување, заправо е споредба меѓу структурата на генот кој што нормално функционира, ова што го реков во тој закон, значи нормално ја пренесува информацијата, се препишува на РНК, нормално таму во рибозомите се синтетизира нормален протеин, нормална функција. Но ако тој не е нормален, велиме дека е мутиран, значи некој од записите е променета, во тој случај ние нема да имаме нормален протеин или продукт или функција, туку ќе имаме нарушена функција. И тука е поентата на генетското тестирање. Значи, накусо кажано, потребата генетски да се тестира имаме тогаш кога очекуваме дека нешто е ненормално. Кога е нешто нормално, представува само радозналост, каква е структурата, а не представува диагностика. Така. Го споменавте терминот мутирање. Што представува тоа? Мутирање по дефиниција представува промена на генскиот запис. Значи, од нормален некаков, за еден или за повеќе гени, во видоизменет. Тоа мутирање може некогаш да има нарушување на функцијата, но понекогаш има и само структурна промена без нарушување на функцијата. Понекогаш има одсечување, значи одсечен еден дел од информациите во геномот, понекогаш има и додавање. Во сите случаи кога има одсечување, додавање и промена на функција, имаме последици по здравјето. Ако мутацијата, промената на кодот не дава промена во функцијата, таа е, ја викаме, безсмислена, односно таа нема некое значење за последиците за човековото здравје. Значи, под поимот мутација е поширок поим, било каква промена во однос на структурата на генот. Било каква. А дали е тоа патолошка или не, тоа судиме според нарушената функција на тоа што би требало тој ген да го регулира. Така. Тоа значи дека заради одредено заболување се случува таа мутација или? Не, обратно. Определена мутација предизвикува заболување, а не заболувањето предизвикува мутација. Значи, кога ние зборуваме дали оваа болест е генетски определена, ние практично во медицински смисол си поставуваме прашање дали за оваа болест причината е променет ген за таа функција. Значи, обратно е. Так. Кога зборуваме за влијанието врз гените, ние не зборуваме за болеста како влијае на гените. Ние зборуваме за надворешните фактори, овелес, например, оловото и другите надворешни. И тоа е сосем друго.
Значи, тоа во медицината се дефинира како така наречена епигенетика или дух на генетиката. Значи, како надворешните материи ја менуваат функцијата, структурата или уште потешко некои промени во самите генетски материјал, и тоа е докажано дека постои, но не во сите случаи за сите материи. Значи, тука мораме да водиме грижа. Што е тоа ген причина и што е ген последица. Значи, во епигенетика причината е надвор, последицата е на генот. Во болеста причината е променет ген, последица е болест. Така. Да проговориме малку и за персонализираната медицина. Што представува истата? Па, уште одамна и пред да се знае за генетиката, луѓето кажувале дека сите прсти на раката не се исти, не. Зборувале дека сите ние, секој се разликува. Има една низа на такви реченици кои што луѓето врз основа на своето искуство од различни случаи и меѓу различни членови на една фамилија, бидејќи се однесуваат или имаат различни последици, заклучиле дека има така наречено различие или варијации или разлики. Значи, сите тие разлики, ако ги сега пренесеме во молекуларно-биолошки смисол или во медицински смисол на генетска основа, представува заправо персонализирана генетика, а ако таа предизвикува определени болести или лекување, е персонализирана медицина. Што значи дека вие и јас, ако ги имаме еднакви 3,3 милиони записи во нашите ДНК, редоследот на тие записи кај вас и кај мене не е ист. Докажано е дека кај луѓето само 1% од записите се разликува, и тој 1% од тие 3,3 милиони нуклеотидни парови е заправо разликата меѓу нас. Сите други се исти. Значи, само 1% варијација во тие записи нас не прави различни. Да се вратиме, персонализирана медицина е во што јас се разликувам од вас, вие од мене и така натаму. Значи, тоа е. И на основа на тоа, човекот може да определи кои лекови треба да ги прими, како треба да се постапи према некого, и тоа е таа персонализирана медицина во однос на генетиката. Таа е персонализирана и од други причини, но од генетски аспект е вака, на овој начин. Дали ДНК може нешто да ни каже за нашиот начин на исхрана конкретно, за секој посебно? Па има многу испитувања за влијанието на надворешните фактори, зборував за епигенетика, но исто така и за поврзаноста на генската структура со различни биохемиски процеси, например со метаболизмот на. Долго време во медицински кругови се водеше дискусија дека луѓето со различни крвни групи би требало да примаат различна храна. Се покажа од научно-истражувачки аспект дека тоа не е баш толку точно. Меѓутоа се покажа друго, дека има гени кои што определуваат колку проценти од внесената храна може да биде идеално искористена од човекот. Пример, ако некој човек има структура на гените поврзани со разградувањето на шеќерите, на мастите и на јагленохидратите една, во тој случај нивниот процентуален распоред е различен. Да речеме, кај мене може тој да изнесува 40% јаглени хидрати, 30% шеќери, 30% протеини, 100% треба да биде вкупниот. Кај вас може да биде, да речеме, 20% јаглени хидрати, што знам, 60% да биде масти, или остатокот, значи 20% да бидат протеини. На тој начин е можно, врз основа на испитувањето на така наречената нутригенетика, што ја правиме кај нас во специјалната болница Филип II, да се определи каква ќе биде структурата на исхраната, не колку. Колку ќе биде исхраната зависи од тоа дали е човек нормално исхранет, дали е подхранет или е надхранет или го е. Истата таа структура кај таа генска, како ја викаме ние карта или нутригенетика, би било процентот ист, меѓутоа вкупната количество ќе се разликува. Кај подхранетиот треба повеќе, но со ист сооднос, кај овој што е гоен помалку, но со ист сооднос. Значи, наједноставно кажано, има и други финеси во тој дел. Така. Во однос на дебелењето, дали анализите веројатно можат да откријат
кој колку е склон кон дебелење во однос на исхраната? За дебелењето има негде околу 7 докажани гени кои што се поврзани со, но не можеме да кажеме дека се причина за. Значи, вемолам, тоа е разлика. Значи, причина за болест е променет ген. Поврзано со, значи дека е така наречена асоциација. Значи, за дебелењето, последниве години кај некои ретки форми се најдени промени во генот, но не се толку значајни за мал број на болести, за мал број на состојби. Најголемиот дел од промените во дебелењето се заправо промени во количеството на внесувањето на храна. Зборувам за над 95% од гојните луѓе. 5% имаат ова што го кажа. Така. Тоа е околу дебелењето. Ајде да се осврнеме малку и на земањето на лекови. За земањето на лекови мислам дека многу е направен голем напредок во генетиката. Ние тоа го викаме фармакогенетика како едно општо име. А наједноставно кажано за нашите гледачи е дека бидејќи сме сите ние различни, не само по изглед, туку и по генетика и структура, тоа е 1% што го кажав, не прави различни и да лековите што ги примаме различно и ги разградуваме. Пример, ако јас разградувам еден лек многу побрзо од вас, во тој случај мене лекот различно ќе ми делува од вас. Односно, кај мене треба да се даде различна количина на лекови отколку кај вас. И тој целиот систем на анализа кои лекови со кои гени се поврзани и на кој начин е осетливоста индивидуално на луѓето, тоа е таа персонализирана медицина во давањето на лекови. И тоа во Филип II ние го правиме неколку месеци и релативно успешно, во смисол релативно да луѓето го сваќаат и го поврзуваат на задоволителен начин. Значи, јако ние сите пиеме 3 пати по една, измислувам некој лек, од иста количина, ефектите се различни. Ако би знаеле каква е нашата структура поврзана со метаболизмот на тој лек, тогаш вие би зели, измислувам 2 пати по едно, јас би зел 3 пати по едно, ако вие сте поосетлив и така натаму. Значи, фармакогенетиката или поврзувањето на индивидуалната генетска структура поврзана со лекувањето и количеството на лекови денес е на многу високо ниво. Кога зборувам многу високо ниво, тоа значи дека за многу лекови се познати кои гени се поврзани и постојат меѓународни правила или водичи што и како треба да се направи за колку да се даде лек. Мислам дека тоа представува изворедно значаен дел од примената на генетиката во медицината воопшто. Колку испитувањата во однос на примената на лековите се интересни за да се направат анализи, еве конкретно во Филип II? Па мислам дека кај нас може да се направат за најзначајните лекови кои што се даваат поврзани со оперативниот програм и клиничките состојби кои што ги има во специјална болница Филип II, тоа се против сосирувачките лекови, клопидогрел, варфарин, да не ги именувам, не е толку значајно. Понатаму, група на лекови кои што учествуваат во лекувањето на некои од болестите за зголемен крвен притисок, хипертензија, некои од лековите кои што учествуваат во заштита на крвните садови против атеросклеротични промени, например симвастатинот и други, со други зборови оние кои што се многу тесно поврзани со секојдневната практика, односно терапија кај пациентите кои што доаѓаат во Филип II. Ја би сакал во оваа прилика да кажам дека генетската структура за осетливост кон некој лек е неменлива. Ако еднаш се направи кај мене, таа до крајот на мојот живот е таква. Според тоа, сите оние кои што примаат лекови поврзани со сосирувањето или против сосирувачки лекови, sejedno, или хипертензија, или заштита на метаболизмот на мастите, би требало да направат и ако во овој момент не им е потребно, бидејќи кога ќе им биде потребно, тие веќе имаат генетска структура од која што лекарот во идно време би знаел веќе што да прави, а не мора да се чека да се направи. И мислам дека тоа би можело
нашите гледачи доколку имаат потреба да се обратат на Филип II за такви услуги, да им бидат направени ако сакаат секако. Тоа се разбира би била голема предност за самите пациенти во однос на развивање веројатно и на други болести. Понатаму и на земање на лекови. Мислам дека има голем број на пациенти кои што се знаат дека не можат да ги примаат некои лекарства кои што можеби им предизвикуваат контраиндикации, меѓутоа за некои не знаат. Тука мора малку да расчистиме на гледачите да им стане јасно. Значи, во поврзаноста со индивидуалниот начин на лекување постои голем број на гени, значи 200 и нешто, 300 гени. Испитувањето на сите гени би било идеално за еден човек да ги има и знаеме што и да ни притреба и ние готово спремни сме. Но тоа е многу скапо и може воопшто да не заболиме од ниедна од тие болести. Мислам дека тоа не е корисно. Корисно е, но тоа е инвестиција за себе во иднина. Но има помал број на гени поврзани со конкретни состојби, што ги споменав, например, за противсосирувачките лекови, кои што се многу поврзани со конкретна диагностика, значи со конкретно количество на давање. Така да би требало, мој совет е да за оние што веќе се препишани и ги пијат, обавезно да направат. Добро е да направат и тие што би очекувале дека може. Но оние што пијат, да речеме, противсосирувачки лекови, што имаат болести на крвните садови во однос на сосирување или коагулација или хемостаза, има повеќе имиња. Јас се обидувам македонски да го користам сосирување. Тие би требало обавезно да направат. Така. Во однос на генетските предиспозиции за развивање на рак, што е она што овие испитувања можат да ни го покажат и колку тоа може да биде голема предност за самите пациенти или општо за луѓето? Па прво би сакал да објаснам што е тоа предиспозиција, зборот предиспозиција. Значи, предиспозиција значи дека човекот нема болест, но би можел да ја добие. Значи, наједноставно кажано. Меѓутоа, има многу гени, да речеме, за кардиоваскуларниот систем, за болестите, атеросклероза, стеснување на крвни садови на срце и така натаму, најдено е дека најмалку 101 ген учествуваат во предиспозицијата или поврзувањето со овие болести. Меѓутоа, морам да им кажам на гледачите дека од тие 101 сите не влијаат негативно, некои влијаат позитивно. Пример, ако генот влијае негативно, тогаш присуството на тој ген ќе доведе до поголема фреквенција или почесто кај тие луѓе ќе доведе до болест. Но ако го имаат генот кој што е заштитен, во тој случај, тие што го имаат тој ген, помалку ќе се разболат од таа болест. И кога ние зборуваме за предиспозиција, треба да бидеме многу внимателни. Да речеме, ако испитаме 101 ген, можно е, хипотетски, дека 50 гени делуваат заштитно, 50 гени делуваат оптоварувачки или предиспозиција кон болест. Што би бил заклучокот? Од прилика рамнотежа. И тука е проблемот на комплексното проучување на повеќе гени и кумулативниот или заедничкиот ефект на тие гени врз некоја состојба, што представува доста, како би рекол, комплексна една анализа и не е баш така за секоја институција, за секој лекар, туку бара малку по-образовани, по-едуцирани за овие специфични делови. Наку со нашите гледачи би требало да сватат дека предиспозиција кон определена болест во суштина значи негативна, односно дека ако ја имаат, ја добијат таа болест. Значи, наједноставно. Од ова другото тешко може да се... Тоа е всушност и за сите болести, не само за... Да, за сите. Генерално е тоа. Така. Ајде малку да проговориме и за спортистите. Дали секој спортист може да го практикува тој спорт што го сака? Дали може би во неговите гени е запишано дека не може да игра одбојка, може да плива или обратно? Тука е малку покомплицирано како да го објасниме. Имено,
човекот носи во себе гени кои што имаат поголема способност на издржливост или поголема способност на експлозивност, викаме, или на интензитет. И некои кои што го немаат ни едното ни другото. Ајде да се задржиме на овие што имаат. Ако некој е спортист и во својата структура генетска има ген кој што е за издржливост, ние не можеме да кажеме дека он може да се бави само со ова спорт, туку со сите спортови каде што издржливоста е вклучена. Пример, издржливоста е вклучена кај боречките вештини, долго трчање, маратон и така натаму. Значи, нешто што трае долго, каде што е потребна издржливост. Меѓутоа, ако треба експлозивност, а тоа е трчање на 100 метри, спринт, да речеме, скок во височина со мотка, скок, троскок или едноскок и така натаму, значи некаде каде што имаме нешто што треба брзо и експлозивно да се постигне, во тој случај, тие што имаат генетска таква структура, по-добро ќе можат да ги постигнат или повисокови резултати. Морам да кажам дека човек не може да предвиди дека ако ја има едната генетска структура, па не би требало да се бави со тој спорт. Не со тој спорт. Не, но ако се бави, помалку ќе постигне максимални резултати ако е генетски предиспониран кон издржливост, а тој се бави со, да речеме, со брзи спортови експлозивно. Значи, тука не може да исклучиме, туку само може да кажеме дека најголеми ефекти ќе постигнат оние луѓе кои што имаат генетска соодветна структура. И тука е значењето на испитувањето на гените во спортската медицина, каде што би требало Министерството за спорт, особено врвните спортови, зборам за, да речеме, репрезентациите, такви некои врвни достигнување, да се направи испитување на гените дали се за издржливост или за експлозивност и врз основа на тоа да може да се поттикнува луѓето што се бават со спорт да се пренасочат кон една или кон друга група на спортови. Тоа се групи на спортови, не е само еден спорт. Така. Секвенционирање на прв човечки геном во Македонија. Ајде да проговориме и за ова. Па, оддамнешна желба на научниците во светот беше да се проучи целокупната секвенца на човековиот геном. Тоа е проект кој што е со огромни средства, неколку милиарди долари. Проект кој што траеше 13 години. Проект кој што уште од стартот имаше дилеми дали да се примени една или втора технологија. Ако со, можеби само ако има некој од медицински образованите гледачи да свати. Едната беше со молекуларен метод на расечување на делови од ДНК, нивно секвенционирање и потоа компјутерско идентифицирање, а вториот беше сосема случајно, значи не е планирано, ситнење на ДНК, секвенционирање на парчињата и пак истиот метод на компјутерско спојување на генот по должина. И двата приоди беа користени во тие 13 години и се покажа дека овој на случајно сецкање на ДНК и секвенционирање на парчиња, а потоа компјутерски спојување, е побрз и заврши негде година-две пред другиот приод. Во 2001 година беше првиот приод завршен, во 2003 и вториот, и тие заедно ја објавија секвенцата на човековиот геном, тие 3,3 милиони редоследни секвенции. Но, нашите гледачи мора да сватат дека тоа секвенционирање е направено на ДНК од неколку луѓе, значи направена е смеша од различни ДНК, и таа структура е заправо модел на секвенца. Значи тоа е секвенца на еден примерок од неколку луѓе. Тоа не е секвенца на сите луѓе на земјината топка. Таа секвенца кај вас и кај мене е различна од таа. Но значењето е дека таа секвенца е депонирана, компјутерски е складирана, може да се пребарува, може да се анализира, може да се споредува и е на располагање на целото човештво. И сега кога се враќаме што е тоа секвенционирање на човековиот геном, тоа е тоа. Значи тоа е завршено 2013 година и складирано. Но
Веднаш после тоа се постави прашање, па што ако имаме модел, а што е со секој од нас? И тогаш беше поставена втората етапа која што се уште трае, а тоа е така нареченото ресеквенционирање. Значи, еднаш е секвенционирано, ама сега ќе секвенционираме на професор Мирко Спировски, да видиме дали во споредба со тој геном, со таа структура се разликува или не. И од тогаш наваму направени се огромни напори да цената на ресеквенционирање се намали и стане полека, како би рекол, прифатлива и за поголем број на луѓе. Во Македонија, во соработка со надворешни фирми, е направена првата структура на целокупниот човечки геном на луѓе од Република Македонија. Значи, ресеквенционирање на целокупниот геном. И тоа беше објавено, тоа е кажано, и следува сега да таа ресеквенционирана структура на целокупниот геном на луѓето од Македонија биде складирана во посебни бази, дали заеднички или одделни, да се зголеми таа бројка на ресеквенционирање од неколку луѓе на стотици или евентуално илјадници, па потоа да може да се види што и како практично се наоѓа во тие геноми или во таа целокупна секвенца. Морам овде да кажам нешто, а тоа е следното. Дека ако некој направи целокупна анализа или анализа на целокупниот геном, таа се споредува со она што кажав, што е складирано во светски рамки, и се прави споредба. Ако ова што сега сме го правиле се разликува од тој геном, ние велиме има мутација. Според тоа, ако се ресеквенционира мојот геном, предноста е што може да се види секој мој ген дали е ист или е различен од тој кој што е објавен. Со други зборови, дали е нормален или е мутиран. Тоа е огромна предност. Проблемот е што тоа е многу долготрајна процедура, сега не толку како порано, ама трае месец дена и повеќе, може до 3 со се анализата, што е многу скапо. Сега е неколку илјади евра, порано беше десетици илјади евра, што не може да си го дозволи секој и што има многу малку луѓе што знаат тоа да го направат, да го анализираат, а уште помалку да го протолкуваат. Па дури и да го протолкуваат, треба лекарите од Република Македонија да бидат обучени како тој добиен резултат може да го претворат во реална корист за пациентот, бидејќи секвенционирањето на целокупниот геном само за да се секвенционира нема некое големо значење освен радознавост. Има значење ако се види кои од овие гени се променети или мутирани, што ако се мутирани. Тука е проблемот. Така. Еве пред самиот крај, кои се предностите од персонализираната медицина во кратки црти? Па еве не одговоривме за поврзаноста со канцер, например, еве тука ќе го поврземе. Има многу гени кои што се директно поврзани со некои форми на канцер, да речеме на дојка кај жената и други, имено еве тоа е најпознате. Значи, дел од гените се поврзани со наследна појава на некои видови канцер на дојка. Според тоа, персонализираната медицина или утврдувањето дали некој го има тој ген во себе, значи директен одговор дека постои можност да развие карцином по персонализирано од тоа здравје. Друг го нема, значи кај него не треба да се врши, или кај неа, во овој случај се работи за карцином на дојка, иако и кај мажите се појавува во исти генетски дел, али во многу поголем процент кај жените. Ние во таков случај препорачуваме, односно се препорачува почести контроли и можно е порано во порана фаза да се открие ако се појави, што представува извонредно значајно нешто. И тоа може да замислите дека не е само со карцином на дојка, тоа е со карцином на простата кај мажите, со карцином на дебело црево, значи со оние најчестите форми и со ретките форми. Значи, персонализираната медицина, покрај ова што го зборувавме за индивидуалниот начин на дозирање на количеството и кои лекови, овде во овој случај има сосем поважен дел. Ако некој има во својот организам мутиран ген за нешто, тогаш ќе се превзема
превентивни мерки, значи ќе се прави почесто контрола и може во многу рана фаза да се открие. Тука е значењето на персонализираната медицина. Има и други, но овој би бил вака, како да речам, најлесно разбран од нашите гледачи. Така. Професоре, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во К1 телевизија во емисијата Живе и здраво. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам. Ве поканувам и понатаму да останете со програмата на К1. Ние се гледаме за една недела со нова тема.